вечер. Време за или против на Алфа. Јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, вечерва ваш домаќин. За предстојните избори, председателски и парламентарни, кои според најавите и прогнозите треба да се одржат до година, разговарам со првиот човек на Државната изборна комисија, Александар Даштевски. Добро вечер, ви благодарам што прифативте поканата да бидете мој соговорник. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Дали Државната изборна комисија е подготвена доколку изборите председателски и парламентарни се одржат истовремено? Секако дека е подготвена, Државната изборна комисија е професионално тело, има и професионална служба која е најголемиот дел од работените се врвни професионалци, така што ние сме подготвени. Сега само чекаме другите детали да се разрешат во собранието и да почнеме со работа. Меѓутоа, тоа не значи дека до сега сме чекале или сме седеле, до сега се подготвувавме ние, направивме проценка за тоа колку средства ќе бидат потребни, понатаму ги направивме сите тендери, односно сите постапки кои ќе се потребни за вршење на изборите и со оглед дека имаме препорака од Државниот инспекторат за ревизија, ние направивме, Државниот завод за ревизија, ние направивме да ги направиме така да бидат рамковни и кога ќе дое време само да спроведуваме, да не се занимаваме со тие технички работи, што ќе ни олесни многу работата, така што сметам дека дури ќе бидеме поподготвени од претходно. Меѓутоа да не забораваме дека овие избори се, нели, имаме два изборни циклуса, и имаме председателски избори и парламентарни избори. Во очекување сме дали ќе бидат споени или ќе бидат раздвоени во зависност што ќе донесе политичкиот договор. Како ќе се договорат, нели, во собранието и политичките субјекти во Република Македонија. Така што тогаш ќе знаеме поточно дали ќе биде потешко за спроведување или но во секој случај ние ќе ги спроведеме, подготвени сме да ги спроведеме успешно. Кој би бил потежок процес, истовремено одржување или на одвоено едно по друго, што би се рекла? Па сега зависи од кој аспект гледате, нели има оној аспект за да се заштедат средства, за да се поедностави работата и така натаму. Мислам дека би било подобро да се спојат ако тоа го дозволува законот и ако така се договорат политичките субјекти. Така што ако се спојат, ќе ги спроведеме, како што реков. Вие сте подготвени да одговорите на таков? Ние сме подготвени да одговориме, затоа што може би било и покомплицирано, затоа што ако не се спојат, треба да се, нели, да не завршени едните, а да се почнат другите. Така што во секој случај има некои потешкоти. Како ќе се гласа на изборите? Па на изборите ќе се гласа како до сега што се гласаше, значи ќе се гласа со, нели, идентификација на гласачите, со исправите, нели, лична карта и патна исправа и понатаму, нели, утврдување на идентитетот со биометриските УБИК апарати, ние ги викаме, уред за биометриска идентификација на гласачите, евидентирање во избирачкиот список, земање на гласачкото ливче и, нели, заокружување и ставање во кутија. Тоа е. На претходните избори се соочивме со успорување на процесот токму поради употребата на биометриските уреди. Дали овие проблеми можат да се повторат? Не сме се соочили поради тоа со потешкоти, се соочивме со потешкоти, ние имавме во текот на денот и соопштение до медиумите и прашања и одговори, затоа што тогаш имаше многу сложени локални избори, посебно во градот Скопје, затоа што таму имаше 4 ливчиња, па имавме, се уште важеа правилата за заштита од ковид, пандемијата, и тука гласачите не можеа да влегуваат во голем број на гласачките места. И третата работа беше тоа, значи употреба на биометриските овие уреди. И нели тоа беше во првиот круг, а ако се сеќавате, пошто се намали бројот на левчињата, во вториот круг се помина гладко и ефикасно, мислам, без никакви гужви. Така што сега, ако тие избирачки одбори кои работеле со целокупната опрема, тогаш во втор круг веќе биле спремни, се извежбале. Прво, они во прв круг не беа доволно подготвени. Ако се сеќавате, најголеми проблеми се јавуваат
како да почнат, како да ги пуштат да работат овие уреди. Затоа што они беа на обуки, меѓутоа некои од нив заборавиле. Ама затоа имаше технички лица кои доаѓа и проблемот се решаваше во рок од сат-два, затоа што тоа за стручни лица е многу лесна работа. А во текот на гласањето имаше три можности. Едната можност беше со препознавање, доколку не го препознае пастот апаратот, бидејќи имаме некои лица што не може да ги има и такви лица, тогаш се пробува со лична карта, исто има да се протне во слипот личната карта и ќе го пронајде лицето, а третиот начин, доколку и личната карта е оштетена, е со давање на матичен број и тогаш по тој пат го наоѓа лицето во избирачкиот список електронски, пошто имаме и во писмена форма, и тогаш тој може да гласа. Сега, за разлика од другите земји, ние имаме таков начин, таков систем на апарати кој прави вкрстување на податоците. Значи, тој не само што го колектира, што го става отпечатокот, туку тој останува внатре во компјутер, за да може после, доколку некој гласал два пати, да се провери. И ова е по-софистициран начин, поради тоа би било добро да го најде со отпечаток на прст. Ако не го најде, тогаш со личната карта, меѓутоа исто се вкрстуваат со податоците кои ни ги дава МВР, кои се оригинално земени таму. Така што на тој начин се обезбедува подобра сигурност на крај кој ќе заврши процесот, дека сите гласале една, што е еден гласач, еден глас, што е девиза за овој начин на гласање. И сега тоа беше донесено во парламентот, се изгласа да се гласа на тој начин, така што ние го спроведуваме. Тоа ние мора да го спроведуваме, ако не го спроведуваме, тоа е неспроведување на законот, тогаш ќе сносиме одговорност, меѓутоа сметам дека сега ќе оди тоа многу по-гладко, многу по-ефикасно од минатиот пат, бидејќи сега и ние имаме и план за подобра обука, подобра и по-честа едукација на луѓето кои работат на овие апарати, уреди, и поради тоа сметам дека ќе биде многу поефикасно, ќе нема никакви проблеми. Јас ако се сеќавате, прво апелирав да се заврши таа постапка, да се направи договор, да се земат тие уреди и потоа кога се заврши постапката, реков не знам како ќе биде, затоа што ние сме една од ретките земји што немавме пилот програм. Него веднаш почнавме со гласање. Сите имаат пилот во 2-3 општини, па гледаат како ќе излезе, па после имаат, кога ќе се извежбат, имаат примена на апаратите за секоја работа. Меѓутоа, кај нас, за жал, беше предвидено тоа, не се одложи неговата примена, а фактички немавме време да направиме еден пилот во кој ќе се видеше како тоа работи и луѓето подобро ќе се обучеа. Но сега вие се сеќавате дека имаше и во април и на 20 август минатата година имаше локални избори во Тетово, во Центар Жупа и во Маврово Ростуше, така што немаше никаков проблем и гласањето се одвиваше брзо и ефикасно. Сега ќе биде така како Добро, дали на пред овие избори што следуваат ќе ги тестирате уредите? Ќе ги тестираме затоа што и минатиот пат се беше направено пред изборите за да може тие да функционираат. Пошто постои специјален софтвер, тоа е главниот уред со кој овие работат, и ние мораме прво да ги тестираме на начин што се проверува дали се во ред батериите, дали се наполнети, дали се во ред уредите и ги ставаме ги даваме на увид на IT службата која што го врши тоа тестирање и понатаму ги полнат со деловите од избирачкиот список. Тие податоци се префрлуваат во серверот и се врши тестирање дали може да секој апарат дали е во ред или не. Така што ние имаме и 10% повеќе за секој случај некој да работи, да се смени, да се однесе друг и така натаму. Мислам дека овој пат, за разлика од минатиот пат, постапката ќе биде добра и нема потреба веќе толку да навлегуваме во детали по однос на тој дел, бидејќи тоа е составен дел. Јас, како што можам да видам од овие меѓународни искуства, цела Европа, па и цел свет оди према
електроника, електронско гласање, електронско броење на гласови, електронски гласачки кутии. Така што ова е само еден дел, замислите ние да имаме биометриска идентификација, па во таа можеме да убациме и други работи. Да речеме eye scanning, скенирање на окото, така што тоа кај нас нема. Меѓутоа, тоа е уште поголема сигурност дава. Понатаму можеме да убациме електронски гласачки кутии, па можеме да убациме електронско броење на гласачите. Со баркод да бидат личињата и никако да не може да се направи грешка. Меѓутоа, ние, ако сакаме да го направиме тоа, мора да одиме понатаму. Првиот чекор ние сме го направиле, имаме основа со биометриска идентификација, светот ќе оди понатаму. Што значи тоа да одиме понатаму? Треба да добиете поддршка? Па видите, во најголемиот број на земји во треба Западна да побарате Европа... вие како државна изборна комисија? Не, ние тоа на политичка основа се случува, ние не се мешаме во тоа. Меѓутоа, партиите може да се договорат да воведат некој друг систем, затоа што моментално има конференција во Батуми каде што се разговара за овие. Сте им го предучиле ли вие на не, политичарите како тоа можност? сами се договараат. Они нема што, ние ако треба ќе помогнеме технички кога ќе дое време. Меѓутоа сакам да кажам најголем дел е Холандија, да кажеме во Естонија имате интернет гласање. Во Холандија електронско гласање, некои соседни земји имаат електронско гласање, сега и Албанија воведе. Така што натаму оди работата кон примена на овие, ние до пред 20 години не знаевме за 25-30 за мобилни телефони. Сега секој има интернет, има на некој начин лаптоп на телефонот. Така што и техниката се развива, оди напред и сите држави ја следат, па така и ние. Имаше во минатото случај на упад во системот на Државната изборна комисија, кога се објавуваа изборните резултати, дали системот на Државната изборна комисија е заштитен од хакерски напади и дали имате гаранција за тоа? Вака, ние можам да кажам дека од тој аспект никогаш не можете да бидете сигурни. Гледате дека најсовремените електронски системи на најмоćните држави се пробиваат со хакерски напади, така натаму. Меѓутоа, ние сме должни да направиме се за да ги невозможиме тие напади. И, како што знаете, на минатите избори немавме никаков проблем. Ние, уште кога не назначија, во првите месеци од нашето назначување, почнавме да работиме на стратегијата за IT, постапување со IT опремата. И донесовме таква стратегија за 21 до 24 година. Во таа стратегија има за заштита на софтверот и другите софтвери, другите електронски уреди и така натаму. И поставивме една група која ќе се грижи за таа безбедност, како што ние викаме Task Force група за специјални задачи, кои се такви хакерски напади да ги одбие и така натаму, да смисли стратегија. Понатаму тие, бидејќи немаме, мора да тоа државата да го решава во иднина за IT инженери, бидејќи никој не се пријавува. Сега знаете како тие имаат многу високи примања по фирмите и не се пријавуваат на оглас, така што може да се каже ние скоро и да немаме служба, меѓутоа ние склучуваме договори со истакнати IT инженери во државата и имаме, да кажеме, склучени договори со IT инженери од Финки, од други институции, и од Task Force групата содржи исто така професори од Финки, содржи има луѓе од МВР кои се за сајбер криминал, каде што треба да ги детектираат тие напади. Инаку тој напад што се случи никогаш не се откри кој е напаѓачот, бидејќи многу тешко се откриваат и затоа превентивата е важна. Важна е заштитата. За сега ставени се лиценци на овие софтвери, така што лиценцирани се, многу тешко може да се пробијат, но за време на изборите презимаме посебни мерки кои ќе значат и поголема заштита, така што минатиот пат успеавме успешно, бидејќи тоа е малку искуство да се види каде би можеле и кога да нападнат. Така што сметам дека и овие избори би требало да помине без некаков поголем проблем, а од друга страна имаме, да кажеме, овој систем нов софтвер кој е за биометриските уреди. Тоа е на највисоко криптолошко ниво заштитен со најсофистицираните методи во светот, Oracle и другите, не знам сега точно, бидејќи тоа е специфично за IT инженерите,
каде што нема ни теоретски шанси нешто да се направи, тој функционира офлайн. Бидејќи сега за сега не се биометриски личните карти, кои ќе бидат биометриски, може и нешто друго да се, ама офлайн многу потешко се пробива, а за секој избори се внесуваат нови кодови, нови шифри, така што е невозможна мисија и сега останува оној дел кој нели еднаш се проби за резултатите, односно за излезноста во текот на денот и првичните неофицијални резултати од гласањето. Сметам дека и тој дел е надменат веќе, дали ќе биде тоа на тендер или ќе правиме своја програма, ќе видиме во зависност од времето, меѓутоа има начини како тоа да се направи бекап, да се направи iCloud и така други стручни термини за да не дојде до напад и да дојде до напад да не се околу 6 месеци до изборите ќе ви биде ли доволно ова време за да тоа ако оди на тендер, тоа се нормално како сите. Значи да се јави компанија која ќе гарантира дека ќе обезбеди системот, така што не е тоа нешто што не може да се направи. Кога сме кај работата на Државната изборна комисија, еден од можните проблеми е доекипирањето на составот на највисокото изборно тело. На огласот за избор на нов член на Државната изборна комисија, кој собранието треба да го распише идната недела, освен БЕСА, свој кандидат ќе номинира и Алијанса за албанците, што министерот за правда Кренар Лога го потврди и лично. Алијанса за албанците ќе има свој кандидат и најверојатно член на ДИК, бидејќи БЕСА веќе направи таков преседан, вели министерот за правда Кренар Лога. На огласот ќе конкурира и кандидатот Сдружената албанска опозиција, односно генералниот секретар на БЕСА ќе конкурира, Абдуш Демири. Дали очекувате тензии и турбуленции околу изборот на нов член на Државната изборна комисија и што би значело тоа за работата? Па јас пред неколку месеци, поточно на 9 и 6, значи во јуни, добив писмо од партијата Алтернатива за албанците, во кој бараат од мене да се произнесам околу избор на член на ДИК и во тоа врз основа на тоа писмо им одговоривме дека бирањето на член на ДИК е исклучиво надлежност на Собранието на Република Македонија, а дека членот на ДИК треба да се избере во основа на членот 27, 28 и 29 од изборниот законник, така што оние продолжија постапката во Собранието, како што реков, исклучиво е надлежно Собранието на Република Македонија. И сега фактички ја не би навлегувал дали ќе има проблеми или не, тоа не знам. Но што ќе значи тоа за работата на Државната изборна комисија? Па ќе кажам и тоа, само сакам да кажам дека во овие членови, член 27 став 4 вика дека од кандидатите на предлогот на листата на политичките партии во опозиција предлагаат претседател и двајца членови. А Државната изборна комисија, а партиите на власт предлагаат подпредседател и тројца членови на Државната изборна комисија, значи сега ги имаме тие членови. Значи ова не е мој став, не е став на Државната изборна комисија, само го цитирам законот. Значи тоа значи дека треба да се избере од редовите на опозицијата, а од друга страна ние работиме врз основа на закон, не врз основа на преседан. Значи, кога Алијанса ќе предложи свој член, а Алијанса е дел од владата. Постапката треба да оди тоа на конкурс и да се постапи според закон. Тоа е. Сега дали ќе има некои работи, не знам, меѓутоа законот го вика тоа. Очекувате ли дека партиите ќе се договорат за ова или дека можеби ќе стане проблем за... Ја реков, тоа е исклучиво надлежност со Собранието, така што... Кој е вашиот апел како прв човек на Државната изборна комисија? Мојот апел е да се избере седмиот член, затоа што ние, вака и неприметно, работиме скоро цела година со 6 члена и не ни беше никаков проблем затоа што не е изборна година. Меѓутоа, многу би ни значило сега да се избере седмиот член, затоа што тој ќе има определени надлежности, ние се договараме, ги делиме помеѓу нас, понатаму учествува во делење на избирачкиот материјал и во други активности кои се предвидени во изборниот законник, така што секако дека немање на седми член би ни било проблем да потешко би ни одело без седмиот член, отколку кога би имало седми член. Така што апелирам да се заврши работата и да се избере тој член. Во каква состојба се другите капацитети на Државната изборна комисија? Па сите капацитети се во добра состојба и имаме среќа што тука на времето многу се внимавало
кој ќе се прими, па на тој начин сега сите што се вработени се врвни професионалци, како што спомнав еднаш, и многу добро ја извршуваат својата работа. Во време на изборите тие работат еден човек, сега да не бидам светен погрешно, ама како за четворица. Бидејќи ние остануваме до покасно, работиме и саботи, и недели и така натаму. Единствен проблем ни е за сега тоа што во програмата за вработување за 23-та година ја апелирав неколку пати, уште кога ја донесовме програмата, и неколку пати ни беше враќана и до сега не добивме ни едно место, затоа што претпоставам реално нема средства во буџетот и сега не е доцна да добиеме барем неколку места за 2023 година, бидејќи во меѓувреме 10 души ја напуштија Државната изборна комисија. 10 сега, не знам точно. Меѓутоа одат на други подобри работни места и одат, ние не само што не добиваме во програмата за вработување, има и дел за унапредување. Значи овие места се испразнети и не се пополнети. Не се пополнети, а веќе цела година чекаме. За какви кадри станува збор? Па од сите области, како што ви реков, малтене да немаме ние IT сектор, ајде да речеме дека тоа е во стручноста проблем, бидејќи не се пријавува. Меѓутоа, ние не сме добиле ни едно одобрение од Министерството за финансии, па да пробаме на конкурс да вработиме одредено лице, така што сега барем дел од овие што ни ги враќа, ние баравме повеќе, затоа што не само што си одат, има и пензионирани лица, има и лица кои го промениле местото на работење од управа, отишле во подрачна единица и така натаму, така што се празни администрацијата. И сакам да апелирам да барем овој дел, бидејќи повеќе пати ни го враќа програмата за унапредување и скратување и вработување, ние скратувавме. Постојано ја скратувавме и сега тоа што остана барем неколку места да ги пополниме во 23-та година, затоа што тоа нема ни да ни биде доволно, бидејќи во текот на годината одат луѓе и не доаѓаат други, со што се доведува во прашање работењето на самата Државна изборна комисија, па претпоставувам дека сега ќе се најде начин, ќе се најдат доволно средства, бидејќи е предизборна година, да се излезе во пресед барем за неколку места кои ги бараме цела година, а од друга страна нели имаше скрининг за влез во ЕУ и од ЕУ сметаат дека немаме доволно вработени. И ние рековме дека сме поднеле програма на Министерството за финансии, а тие бараат сега од нас да им одговориме. Дали се пополнети местата, бидејќи сметаат дека со тој капацитет е мал за нели. Така, сега ќе се навратам повторно на 7-миот член, доколку се влезе во политички игри и политички калкулации, доколку заглави изборот на 7-миот член во собрание и до избори не се изгласа 7-миот член. Можно ли е такво нешто да се случи и што тогаш би се случувало со Државната изборна комисија? Што 6 члена? Со 6 члена. Но колку би било веродостојно одлучувањето на Државната изборна комисија во таков случај? Па се знае, се одлучува со мнозинство гласови. Прашањето е колку би било веродостојно со оглед на тоа што нема да работи со полн капацитет, дали тие одлуки кои ќе ги донесете поднос на приговори и прегласувања би биле веродостојни. Затоа што друго е бројката од 6, друго е од 7 и со односот на партиите во самото тело. Значи може да се случи за некои прашања да се гласа 3-3 и затоа има непарен број на членови. Токму заради тоа го поставам прашање. Така што не сакам да навлегувам, јас се надевам дека успешно ќе се избере. Така што не сакам да навлегувам во тие претпоставки, бидејќи тоа може да дознаеме само на лице место, кога ќе се случат тие претпоставки што ги говориме. Инаку се надевам дека тоа е добро за државата, добро е за сите политички партии, за сите субјекти во Република Македонија, да се комплетира комисијата, како што е добро и другите органи да работат во согласност со правото. Дали граѓаните можат да и веруваат на Државната изборна комисија? Па тука би рекол дека веднаш после изборите беше направена една анкета, телефонска анкета, во која во спроведената телефонска анкета за локалните избори 57% од граѓаните ги оценија изборите позитивно, додека 66,3% од граѓаните позитивно ја оценија работата на ДИК.
Значи, самите граѓани рекле дека барем до тогаш, затоа што нели имаше и некои обструкции, анкетираните граѓани високо ја оценија и професионалноста во работењето, интегритетот, брзината, транспарентноста и независноста во работењето на ДИК. Значи, тоа оцениле граѓаните, а тоа е висок процент. Нели имаме некои институции, органи кои имаат многу мал процент, нели, 3% и така натаму. Овде 66% мислеле дека е во најдобра состојба, најдобро можно си е сработила работата Државната изборна комисија. А што се однесува до употреба на овие уреди што ги зборевме, 27% ги оценуваат како одлични, а 23,6% ги оценуваат како многу добри и предонесуваат за поверодостени резултати. Поголема доверба во изборните резултати. Значи, над 50% ги оцениле како добри, затоа што не можеме да предпоставуваме. Треба да имаме некоја анкета и дека над 50% граѓани сметаат дека употребата на овие уреди ја зголемила довербата во изборниот процес, а 44,5% сметаат дека членовите на избирачките одбори биле добро подготвени. Ова анкета ја спроведе ДИК? Не, ја спроведе овластена институција на барање на Државната изборна комисија. Комисија со помош на одредени меѓународни. После локалните избори беше спроведена ова анкета? После локалните беше спроведена, да, и ние бевме и изненадени дека нели имаше секакви обструкции, така што мислевме дека ќе биде позитивна довербата, ама не очекувавме толку високо ниво на доверба од граѓаните, така што сега знаеме дека треба да го подобриме тоа за да остане таа доверба. На што ви укажа анкетата, на што најмногу треба да работи Државната изборна комисија? Па не, тоа е анкета, нели, дали има доверба или нема доверба и тука они немаше други прашања? Значи, еве ви реков, значи за биометриските уреди и за довербата во Државната изборна комисија. Оцениле позитивно, значи професионалноста во работењето, интегритетот, брзината, транспарентноста и независноста. Тоа се 5-6 прашања. Што значи дека, а тоа се најбитните прашања. Транспарентноста, значи сме известувале на време. Се независност, не сме имале притисоци, можеме и тука да кажем. Брзината, значи релативно брзо се беше извршено. Овие минатите локални избори беа до сега најобемни во историјата, затоа што имаше многу независни листи и независни кандидати. И тоа се го отежнува избирачкиот процес, бидејќи нели се зголемуваат бројот на луѓето, односно на субјектите кои се на листи и кандидатите, бројот на кандидатите, и затоа го отежнува процесот. Затоа реков дека во втор круг е полесно, бидејќи во Скопје имате 2 ливчиња, а во другите имате едно, бидејќи советите се изберени. Така што веќе е процесот полесен. Меѓутоа, во првиот круг имаше многу, знаете, и поминаа многу советнички листи од партии кои се мали, недоволно познати, независни и така натаму. Така што и тоа е еден од главните работи во кои се кочеше малку, затоа што е пообемно, има многу повеќе работа. Тука правиме една кратка пауза за реклами, па продолжуваме со разговорот. Почитувани, останете на Алфа, за кратко сме назад. Го продолжуваме интервјуто со председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Повторно назад во студиото, подсетување, разговарам со председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски околу предстојните парламентарни и председателски избори кои според најавите од политичките чинители во државава треба да се одржат до година. Се уште не е договорен датумот, тоа ќе биде допрва договарање во работната група која треба да договори точен датум и термин и дали тие ќе се одржат истовремено. Даштевски, колку чини еден изборен циклус и колку би заштедила државата доколку изборите се одржат истовремено? Па јас можам да кажам дека ние го подготвувавме планот за изборниот циклус во 24-та година, бидејќи време и да се заклучи тоа. И ние ги усогласивме цените од 21 година со нели оние што постојат официјални цени со 24-та година и направивме еден план некаде над милиарда денари
Меѓутоа, нели секогаш се согласува планот во Министерството за финансии и минатата недела, точно една недела од сега, разговаравме со министерот за финансии и некаде нешто се смали, така што и програмата 20 за редовно работење и 21 за изборите заедно ќе бидат точно милиарда денари. Тоа е некаде 5-16 милиони евра за двата циклуси, што значи како и да е, ќе мора некако во тој, ако рековме дека ние имавме уште 117, а тоа беа главно моделот за дневници, ќе ги усогласиме накнадно, бидејќи не знаеме сега дали ќе бидат заедно или посебно, па бевме ставиле таму малку повеќе ако не се заедно. А ако се заедно, тоа ќе значи дека некаде 30 до 40% ќе се смали трошокот за изборите, во смисла на тоа што избирачките одбори и општинските изборни комисии едната дневница што би ја земале ако има посебно парламентарни избори, нема да ја земат ако се погоди во првиот или во вториот круг, не знам како ќе биде договорот, да се спојат со претседателските избори, тоа за избирачките одбори и за понатаму дистрибуцијата на материјалот. За овие избори државата ги плаќа трошоците за хонорарите на членовите на општински изборни комисии и избирачки одбори, за разлика од локалните кои ги плаќа локалната самоуправа, па така што и за парламентарните и за претседателските ние ќе ги треба да ги платиме, односно Министерството за финансии ќе треба да ни префали средства за тоа, и тоа е еден круг се заштедува тука, и понатаму имаме нели дистрибуција на изборните материјали од општинските изборни комисии до избирачки места. Тоа би било 2 пати, а не 3 пати, и најголемиот трошок мислам дека е за членовите на општинските изборни комисии и избирачки одбори во ДКП-ата, затоа што нели они плаќаат и авионски карти, хотели таму, храна и дневници и така натаму. Така што ако имаме 2 циклуса, тука голема ставка ќе се намали, затоа што нема да одат 3 пати, туку ќе одат 2 пати во ДКП-ата, така што и тука се смалува нели трошокот за тие органи. Тоа би било, и затоа сметам дека тоа би било 30 до 40%, и дека со оглед дека се многу блиску, нели, треба да се работи многу поинтензивно доколку не се спојат, но сепак оставам таа одлука да ја донесат политичките партии, односно да се донесе во Собранието на Република Македонија, каде што тоа редовно се прави, нели. Нас треба да не известат како ќе биде и ние само да постапуваме. Тоа е. Собранието треба да го именува и да го аминува. Јас ви кажувам, мислам што како тече постапката во ДИК, во тоа дали ќе ги спојат или не би сакал да навлегувам. Собранието треба да го аминува и новиот изборен законник, односно измените на изборниот законник. На тоа работи една работна група, според официјалните информации, веќе е готов предлогот, таму партиципира и членови од Државната изборна комисија. Што содржи овој предлог, кои се новините? Па има повеќе новини, тоа се работи за нели техничко напредување на законот. Нели пред секои избори, тоа е општ факт, општо познат факт дека ОПСЕ ни дава некои забелешки, некои предлози за подобрување на изборниот процес, и ние треба да ги имплементираме како држава, а тоа го прават членовите на ДИК кои се делегирани во тие работни групи, и ние не учествуваме во сите, но главно номотехнички ги изработуваме техничките работи, даваме и наши предлози како тоа да изгледа, и бидејќи нели тоа е многу важно, тие предлози на ОПСЕ 6 месеци пред изборите да се имплементираат во изборниот законник. Тука се работи за тие технички промени и некои промени за кои ние сме ги согледале како ДИК во текот на изборниот процес, а кои многу ќе придонесат за подобро законско изведување на процесот и поефикасно изведување, побрзо изведување на изборите, и ги предлагаме сега да се сменат, и тука нели слушнавме дел од нив, сега да не ги образлагаме во детали, бидејќи не се донесени и не се објавени во јавноста, така што би рекол дека тоа се промените кои ОПСЕ ги бара пред се во делот од она избирачко право, приговор на денот на изборите за избирачко право,
кој, ако некој не биде најден во избирачкиот список, има право да поднесе приговор и потоа се одлучува по неговиот приговор, Општинската изборна комисија го испраќа до ДИК. Сега на минатите избори се појавија повеќе такви случаи, па немаме доволно време. Значи таа постапка треба подобро да се регулира, веројатно има добар предлог односно тоа. Понатаму има во делот на Сте го виделе ли тој предлог како се предлага работната група да се регулира тој дел? Па сме разговарале на тоа прашање, меѓутоа точно не сум го проследил затоа што јас го потпишувам решението за работната група, ама не учествувам директно во работата на работните групи и фактички ќе дојдат до измени. Не мора да значи дека тие предлози 100% ќе се прифатат. Кога ќе се дискутира, кога ќе седнат на маса и политичките партии и потоа во собранието можеби ќе сменат нешто. Така што не можеме ништо да кажеме. Затоа реков собранието треба да го каже конечниот збор. Тоа е едно. Понатаму во делот на приговорите и жалбите, тука они предлагаат да некои докази да се изведуваат и да се усогласат термините, роковите за поднесување и така натаму. Тоа се главните работи кои мислам дека ќе се најде некој начин за да се усогласат. Понатаму се предлага и да се дорегулира оној дел во финансирање на кампањите, каде што смета дека оние не рамноправно се споделени средствата, нели? Дека одредени политички партии имаат повеќе од другите и да се регулира тој дел како и другите да дојдат до доволно време за представување за да бидат рамноправни во текот на кампањата. Како ќе се регулира рекламирањето и како ќе оди финансирањето за изборната, односно токму тоа, како ќе оди финансирањето за изборната кампања? Па ја како што знам, како што имам податоци, тоа ќе остане исто, освен што ако не се промени нешто во делот, како што реков, дека нели ќе во процентите, дали кој колку ќе направи и така натаму, и овој дел, техничкиот дел, како подобро да се изврши контролата на потрошените средства во кампањата. Значи тоа е двете најголеми политички партии добива над 45% најголемите партии во опозиција, 45% во власта, 7% партиите кои што учествуваат во работа на собранието и 3% партиите кои што не учествуваат. Очекувате дека тоа ќе биде повторно договорот на политичките партии да продолжи така финансирање? Па тоа не знам како ќе заврши тој процес, меѓутоа можеби и ќе остане исто. Ако остане исто, ние и минатите избори го спроведовме, така што сметам дека на тоа прашање ќе треба... Преку Државната изборна комисија одат средствата, вие фактички ги насочувате кон партиите. Затоа што најголема е довербата на сите субјекти кои учествуваат во изборите во Државната изборна комисија, инаку ние немаме никаков контакт со тоа. Ние само ги добиваме тие, подоцна ги контролира Државниот завод за ревизија дали во ред се направени. Прво партиите си ги контролираат, па се усогласуваат со нас. Па ние само правиме асигнација, договор дека тие направиле договор и дека ги испочитувале условите во договорот. Така што немаме нешто посебно, некои ингеренции во тој дел. И сметам дека треба да се дорегулира тој дел за да биде попрецизно во наредните години. Добро, а како ќе оди рекламирањето во медиумите, исто така и ова оди преку Државната изборна комисија. Повторно вие тука играте клучна улога. Дали ова се направени измени некакви се прават измени со предлогот за нов изборен закон? Тоа е исто, тоа е, значи они се договарат за тоа, за рекламирање, не се договарат за други работи. Значи се договарат за рекламирање, прават договори со медиумите, добро, со сите медиуми, со дел од медиумите и така натаму. И тоа треба да се знае кој е медиум, колку минути, колку секунди и така натаму. Распределени се на начинот како што се распределени, 2 евра од гласач е по законот, така што тоа ние го запазуваме и на тој начин ги распределуваме после само. Ние воопшто немаме никаков контакт со тие средства. Измените на изборниот законник, односно предлогот кој ќе биде доставен до собранието, дали предвидува некакви измени во делот на наблюдувачките мисии? Па тука се предвидува, иако кај нас е доста тоа прецизно и флексибилно направено, дури некогаш и
да се појават наблюдувачи кои бараат да наблюдуваат после роковите, ако се изминати, ние ги прифаќаме тие, бидејќи тоа е добро за државата да има повеќе наблюдувачи, така што тоа треба само да се прецизира во законот да може во секое време да се издаваат такви беџеви за наблюдување, инаку таа постапка за беџеви веќе ја спроведовме, така што кога ќе почне тоа ќе бидеме подготвени и тој дел да го извршуваме непречено и поефикасно отколку што тоа одеше, иако до сега не сме имали некаков проблем, тоа одеше без никакви проблеми и сметам дека ќе продолжи така да се извршува. Сега ако се договорат веднаш после договарањето ќе се појават тие long term observers, што значи наблюдувачи на подолго време и short term observers само за изборите. Дали се предвидуваат некакви измени во делото на избирачките одбори? Тоа до сега беа луѓе од администрацијата, дали можеби работната група предлага некакви измени во тој дел? Па во тој дел сега за сега нема измени, меѓутоа во последните изборни процеси се соочивме со проблеми да нема доволно администрација, нели тоа е еден од проблемите во државата што се празни администрацијата, дали во приватни фирми кои сега се многу поплатени или во странство, нели многу заминуваат. Да, има многу луѓе кои не сакаат да прифатат да бидат дел од избирачки одбор. Баш пред неколку месеци ми се јави претседателката на Општинската изборна комисија во Куманово, заедно со цело семејство се сели во Германија и сакаше да ги предаде документите. Така што треба да се најде некој друг начин, друг основ за пополнување на тие работни места, нели ние работиме и на тоа на овозможување на услови за лица со попреченост, да имат услови да влезат на избирачките места, каде што има такви лица, обично тоа да биде на приземје, да има рампи и така натаму. Меѓу другото, со нив разговараме и за прашањето на тоа да тие бидат вклучени. Бидејќи многу голем број од тие лица многу добро ја познаваат изборната проблематика. Упатени се занимаваат со тоа, така што доколку дојде до нивна имплементација во јавната администрација, како што се зборува дека сега има само неколку, а треба да има повеќе, затоа што тие така ќе се чувствуваат како рамноправни граѓани со другите граѓани и ќе бидат важни за општеството, може тогаш да се употребат и за да се вметнат во избирачките одбори и така натаму, меѓутоа тоа е само на ниво на разговори, сепак законодавецот треба да го каже последниот збор. Законодавецот можеби ќе треба да го каже и последниот збор за тоа дали ќе се гласа во Македонија во 6 изборни единици или Македонија ќе биде една изборна единица. Повторно тука политичките партии прашање како ќе одлучат и дали ќе имаат време и ќе успеат да се договорат. Ова ќе биде, предпоставувам, еден голем предизвик за Државната изборна комисија доколку падне одлука да биде Македонија една изборна единица. Кој е вашиот став по ова прашање? Па јас не навлегувам во тоа, јас имам свое мислење, тоа се нели веќе теории и јас сметам дека за тоа сепак треба да се договорат политичките партии. Од она што можеме да го видиме, останува да се завршат само овие измени ние што ги зборуваме, техничките измени, препораките на ОПСЕ, идеите, односно предлозите на Државната изборна комисија и така натаму. Така што ако се направи тоа, мислам дека за да се разговара за така промена детална промена на изборниот законник, нели имавме овие денови некои нели медиумски настапувања, па се зборуваше за тоа дека можеби е многу најдобра работа што може да се направи е прочистувањето на изборниот законник, бидејќи тој од 2006 натаму само се зголемува, некои работи се дуплираат, па можеби не е потребен нов законник, но за тоа не може да се разговара, мислам, 6 месеци пред изборите, тоа е краток период, треба подолг временски период, за да се донесе прочистен нов изборен законник и таму треба да се уреди дали ќе биде една изборна единица или 6 или некои или политички партии имаат предлог за 3 и така натаму и дали ќе има прак или нема да има прак, така што сметам дека тоа прашање ќе остане да се уредува за воиднина. Околу измените на изборниот законник имаше
во годините наназад имаше проблематизирање, односно јавноста изразуваше недоверба во единствениот избирачки список, во кој се појавуваа фантомни, фиктивни гласачи. Има ли можност повторно да се проблематизира избирачкиот список и дали има некакви новини во овој дел со предлогот од работната група, кој што ќе биде доставен до собранието? Па, избирачкиот список сега добро се ажурира, нели ние добиваме на дневна основа податоци од основните судови за тоа дали има деловно неспособни лица или некој веќе вратил деловната способност, понатаму добиваме од други органи за лица кои се подчинети, кои за прочитување на избирачкиот список и така натаму. Така што сметам дека тоа прашање се уредува се подобро и подобро. Има некои работи дека тој треба да се ажурира до денот на затварањето на кампањата, односно до крај. Значи, додека е актуелен избирачкиот список според законските рокови, што е добро, бидејќи и да не е некој запишен, ќе се запише, ако треба некој да се отпише или се поднесуваат листи, па се отпишуваат и така натаму. И во тој дел сметам дека исто така оди напред работата, се до доаѓање на она дека и на ниво на државата ќе се води електронски се, така што тие работи ќе се завршуваат по електронски пат. Со вкрстување на податоците се доаѓа до единствениот избирач? Ние уште 2008 година, тогаш кога бев член, бевме во Словенија и они уште тогаш има електронски избирачки список, каде што сите податоци од сите државни институции доаѓа автоматски во системот на Државната изборна комисија и автоматски се додава или се брише. Бидејќи многу важно е да се додадат и овие лица кои нели до завршување на кампањата, односно до денот на гласање, ќе наполнат 18 години, бидејќи отприлика се знае кој ќе наполни, значи штом ќе наполни, он се здобива со право на глас, така што немаше потреба тука да се прават некои, да кажеме, недозволени работи, затоа што тоа се прави електронски. Како што нели електронски се избираат членовите на општинските изборни комисии и избирачките одбори, па ние не можеме и да сакаме да се мешаме во тоа, затоа што компјутерот ги избира. И ако треба да се разрешат, ќе се разрешат, ќе се изберат повторно пред попат на тој систем компјутерски. Членовите на Државната изборна комисија доаѓаат и се избираат на предлог на политичките партии. Во таа смисла, може ли првиот човек на Државната изборна комисија да остане имун на политички притисоци? Па видите, тоа е на предлог, нели? На предлог се прави и потоа треба, како што пишува во законот, дека треба стручно и професионално да извршува својата работа. Јас мислам дека веќе е помината повеќе од половина од мандатот, а доколку нели се смени власта, веднаш престанува мандатот на председателот. Меѓутоа сметам дека до сега немало некакви приговори за тоа дека не се извршува функцијата стручно и професионално. И така ќе продолжи. Ја можам да кажам искрено дека не ми се вршени никакви притисоци за да постапам на некаков начин. Сметам дека тоа ќе продолжи, а се надевам дека, не се надевам, предпоставувам и од прилика мислам дека и на другите членови. Така што и гледаме дека и анкетите тоа го кажуваат, затоа што граѓаните се тие кои се најдобар показател за тоа што се случува. Значи рекле дека била вршена работата без притисоци. Дури некои работи се завршуваа во миг. Ако се сеќавате некои упатства кои ги донесовме, кога имаше реакција од јавноста, ние утре дента го менуваме решението, затоа што сакаме мазен изборен процес, значи да оди глатко, за да не се револтираат граѓаните и поради тоа нема време кога да се вршат притисоци, кога да не извршат, ако ние денес сме донели упатство. Имало реакција од јавноста, утре сме го смениле. Значи нема време тука да се реагира некој да ви каже нешто.
На почетокот спомнавте дека Државната изборна комисија е подготвена за изборите, независно дали тие ќе се одржат истовремено, зборуваме за претседателските и парламентарните, или ќе се одржат раздвоено, односно во одделни термини, едно по друго. Зборувавме цело време за тоа што треба да направи собранието, а тука е дека треба да се донесат измените на изборниот законник и да се избере 7-миот член за да може Државната изборна комисија да функционира со полн капацитет. Изборите се ближат, на 6 месеци сме од изборите, еве да кажам, од споредо на кои датуми ги споменуваат политичките лидери, па и председателот на собранието Талат Џафери. Со какви предизвици очекувате да се соочите во периодот што следи? Последни минути и... Да. Па јас, како што знаете и како што е запознаена целокупната јавност, секогаш кога ќе се распишат изборите, односно што викате барем 6 месеци пред изборите, работата на ДИК станува исклучително сложена и напорна, така што ние во тој период функционираме и по 12 часа па и повеќе, и саботи и недели, така што подготвени сме на тоа, бидејќи и до сега сме се соочувале со тие прашања, така што и сега исто така ќе работиме напорно, ефикасно, за да дадеме еден максимум и како завршна поента би ми било тоа дека јас лично сметам дека овој состав на ДИК е извонреден состав на ДИК, сега да не кажам најдобар, да не испадне дека претерувам, и дека ќе продолжи така да ја врши работата, затоа што се работи за искусни професионалци, сите подолго време се занимаваат со ова. Поголем дел, да речеме, 1/3 и повеќе од членовите се во втор мандат веќе, така што и тоа е многу важно, нели, тоа е една од препораките на ОПСЕ која минатиот пат се спроведе, да се продолжи мандатот. И исто така, уште еднаш ќе потенцирам и професионалците од службата кои се сега на своите позиции, исто така многу добро извршуваат својата работа и тоа е главен предуслов за да се спроведат успешно изборите. Таштевски, ви благодарам за гостувањето во За или против Налфа. Уште еднаш благодарам за поканата и пријатна вечер. Тука, почитувани, е крајот на вечерашната емисија. Јас ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата што ви ја нудиме. Имајте пријатна вечер.